Дипломите на лицата со висока медицинска школа засега никој не им ги признава ниту плаќа. Без оглед на дополнително вложениот голем напор и истекнати од поширок радиус на знаења, тие од државата компензација не добиваат ниту денар. Многу е важно регулирањето на професијата да помине со законски одредби. На тој начин секоја систематизација ќе ги препознава медицинските сестри по образование. И многу е важно колективниот договор секогаш да биде основата, базата од која што ќе се црпат работните места во систематизацијата на болниците. Најважно од се е да бидат сестрите со високо образование планирани во буџетите болнички. Секоја почетна година кога се планираат буџетите треба да бидат испланирани толку и толку медицински сестри кои што се школуваат тековно од една здравствена институција. Повеќе годишното игнорирање на стручноста на овие лица од страна на државата нив ги собра во ново здружение од 250 лица, кои сега заеднички си го бараат одамна стекнатиот статус. Ние сме една група на социјалните мрежи, околу 220 луѓе, и ние бараме признавање на дипломите од високата здравствена школа и специализациите кои ги завршивме. Идните генерации на дипломирани медицински техничари, оние попознати во развиените земји како парамедици, се основата на сите итни медицински помоши на оделенијата за реанимација, на ургентните центри, итни раководители на одели, и сега сите тие бегаат и ги продолжат да бегаат во странство, а причината е слабиот мотив на менаџерите, кои не го препознаваат учениот дел на нашата професија. Пред да се решат статусот да го одбранат на друг начин, средба побарале со министерот Филипче, но засега на неговата агенда нив ги нема. Ние од министерот стално добиваме термини као да се слушнеме за 3 дена, ќе ви кажам во понеделник, јавете ми се во петок. Сега сум зафатен и јас рачунам дека агендата на министерот е секогаш преполна, и меѓутоа тоа што го слушам од иницијативниот одбор, бидејќи тие сами побараа средба овакво до него, дека веќе подолг период чекаат на термин за да се видат со министерот, да го слушнат неговото мнение. А ние многу пати сме разговарале со министерот на оваа тема. Многу пати сме разговарале, меѓутоа сите патишта водат кон законот на сестринството, кое што и на нашата дејност, кое што мора да биде законски регулирана. Побаравме прием кај министерот и се уште чекаме одговор од кабинетот на министерот. Сега дали ќе има анекс или ќе има нови систематизации, нека биде тоа една мала награда за пожртвуваноста на овие луѓе во справувањето со пандемијата. Тоа сепак ќе биде мала награда, но ќе биде едно мало признание за заслугите на сите оние кои се одваживме да заминеме на првата линија, без да се пожалиме и да помагаме. Оно што на овие стручни и толку потребни лица им дава надеж дека нивниот ангажман може вистински да биде почитуван е примерот со Штипската клиничка болница, каде во голем процент ваков проблем е решен. Тоа се реши на начин што се направи известни промени во систематизацијата, па да речеме оние правобитна бројка на сестри кои што имавме, предвидовме местата кои што во моментот ги работат да бидат квалификувани со дипломирана медицинска сестра. Меѓутоа, знаете како беше во Меѓуреме и други сестри се запишаа на таа школа, во Меѓуреме и други дојдоа, така да кај нас се уште не е комплетно решено прашањето од сите, значи во најголем дел некаде од прилика на 70% го решивме на овој начин. Зошто другите институции не нашле потреба да го следат примерот на клиничката болница Штип е нивното клучно прашање кој тие го потенцираат денеска на Меѓународниот ден на сестринството.